Со велосипедско дефиле денеска во Струмица беше одбележен меѓународниот ден без автомобили. Европската недела на мобилност, која трае од 16 до 22 септември и се одржува под мотото "Безбедни, здрави, содржлива мобилност". Неколку стотини ученици, граѓани, рекреативци, велосипедисти денеска продефилираа на велосипеди по главните струмички улици, а дефилето го предводеше првиот човек на општината. Тоа значи дека денешниот ден е последен за одбележување. Велат дека крајот го краси делото, па токму затоа решивме денес да ги оставиме автомобилите на стендбај, а да им дадеме приоритет на велосипедите со сите нивни предности во однос на функционалноста, животната средина, намалувањето на сообраќајниот метеж, здравието и многу други корисни нешта кои што ни ги нуди велосипедот. Иако денешнава активност е финална, сепак Europe House како место за новата генерација, вклучително и преку својата канцеларија во Струмица, вели вака: започнете со нови и здрави навики, а промовирајте ги многуте придобивки. Градоначалникот Костадинов кажа дека стартот нова европска недела на мобилност општината го одбележи и со почетокот на инфраструктурните активности за изградба и одбележување на велосипедски патеки во Струмица во рамките на предвидените севкупна реализација на мегапроектот Струмица паметен велоград со средства донација од Европската унија. Стартот на оваа европска недела на мобилност го одбележавме со почетокот на инфраструктурните активности за изградба и одбележување на велосипедските патеки во Струмица во рамките на предвидената севкупна реализација на големиот проект Струмица Велосити, а со средства донација од Европска унија. Овој пат нема да ги повторувам нештата кои што се однесуваат на огромните придобивки од овој проект, но би сакал да додадам само една реченица кон сето она што го споменав пред неколку дена. Таа реченица вели вака: до посакуваното место се стасува и со велосипед. Велосипедското дефиле го организираше општината и Европската куќа во Струмица.